Меѓународниот ден на жената е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во Америка по иницијатива на Социјалистичката партија. Следната година во Копенхаген е одржана и првата меѓународна конференција на жените и на неа одлучено да се прославува Меѓународен ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната година на 19 март овој празник по првпат е прославен од страна на повеќе од милион луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. 8 март денеска се одбележува и во Македонија. Организирани се низа манифестации и трибини посветени на жената, а вообичаено на овој ден се подарува цвеќе. Па тоа делото, жената нормално цвеќе се подарува, друго нешто други работи, тоа. Тоа што да ви кажам друго. Вие одбравте или се уште? Ја купив на жена ми на нестата цвеќе, тоа. За женски род купуваме, да ја устретнеме, да нам биде на услуга, од имие 36-5 дена работиме за нив, а они еден ден имат слободен ден, с празника. Деновиве на Тетовскиот плоштад, под цвеќарите, продавниците, се нудат секакви подароци, но најголема понуда има на цвеќиња, кои најмногу се купуваат. Треба да дојде да купују, да се радују, па мажи да купују за жене, па да и части, па тоа после има еден дан жена. А што, колку промет имате? Се купували добро? Па се купуе помало. Ова година послаба, пошто мало криза, мало ситуација. За празникот повише еве светиња, парфем и нешто. Така, ама не како други години како што бил. Не, ама пак се надеваме дека ќе биде добро. Сепак нешто символично. Да, сепак нешто се, да, така. Статистичките податоци говорат дека во Македонија од вкупниот број на население 49,9% се жени и од тие живеат 3,9 години подолго од мажите. Во однос на мажите поголем е и бројот на дипломирани жени, а според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година имало и 143 жени доктори на науки.